Следува сцена на телевизија Нова, а во денешното издание ќе ве запознаеме со програмата на деветото поред издание на Пиволенд. Следува гурмански викенд со пиво, па верувам дека сите вие кои сте љубители на пиво ќе уживате во наредните денови. Исто така ќе го најавиме и големиот хуманитарен концерт во кој ќе учествуваат голем број наши музички звезди и ќе се случува вечерва во Метрополис Арена. За на крај да ве однесеме на едно незаборавно патување, станува збор за селото Гетхор, кое се нарекува Холандска Венеција, бидејќи лежи буквално на вода. Докаде се подготовките за деветото поред издание на Пиволенд ќе дознаеме од еден од организаторите, Дарко Масларковски. Добре дојде во телевизија Нова, Дарко. Овој пат без жарко. Иако како тандем функционирате. Па функционираме како тандем, меѓутоа за оваа работа функционирам си ги поделивте обврските? Не, тоа е таму поише на исполнување. Јас сум заедно со Сандра Темова и со Тина Мицкова сме дел од PR тимот и маркетинг на овој фестивал. Так. И на другите кои Пред да преминеме на главното, на што се вели програма која беше објавена нели денеска на официјалната пресконференција, би сакала да ги воведеме гледачите за тоа како почна целата приказна, кој беше иницијатор воопшто за да почне да се организира Пиволенд во Скопје и од каде потребата воопшто, со каква цел се организира? Значи, нашата продукција Темов е организатор на Баскерфест, на Виноскоп и на Пиволенд. Ова година по девети пат, значи девета година на Пиволенд и главниот и одговорен виновник е господинот Пане Темов, кој што ни е нели шеф во организацијата. Тој дојде од странство каде што искусил многу вакви фестивали и точно знаеше дека тоа е тоа што му треба наградот. Започнавме со Баскерфест пред 11 години, па следеше Виноскоп и асоциацијата потоа отиде на Пиволенд, бидејќи овој народ овде многу не разбира од вино, ама многу знае за пиво. Така да не бидат дискриминирани оние што се љубители на пиво. Колку артисти сте најавени за оваа година? Па вака имаме оваа година 3 стејџа со повеќе од 100 изведувачи, луѓе кои што ќе настапат, меѓу нив има рапери, металци, панкери, рокери и диџеи, транс, техно и други правци, хип-хоп. Потоа на главната сцена стандардно добиваат шанса дел од тие, ги издвоивме оние 5 бенда кои што ќе имаат шанса да го отвараат секоја година, секој ден фестивалот од 19 часот. Тоа се сега да не ги утнам сите, меѓутоа тука се The Chicks, The Planktons, кои што ги избравме, СКЦ, Сайгон и како беше тој еден метал бенд многу добар. Која направи селекцијата на артисти кои ќе учествуваат и врз основа на што се прави оваа селекција? Значи селекцијата за главниот стејдж ја правиме ние како организација и таа зависи од желбите. Низ годината пробуваме да испипаме. Затоа се појавија имиња како Евто Пупиновски оваа година, Рибја чорба, Нокаут, кои што настапувале во некои претходни изданија, меѓутоа имаа пауза од едно 2-3 години што немаат настап. Репризно се појавуваат Фолтин, кој минатата година стварно безпрекорно шоу направија и мислам дека заслужуваат пак и оваа година. Студени нозе мислам дека ги прочитав во Студени програма. нозе токму така се враќаат во полн сјај, значи со бенд. Исто така тука се Дани Димитровска, Chill Play, Владко Илиевски, Acoustic Division, потоа ги имаме Flux, едни стари скопски панкери, Тотално опуштање, Black and White Social Club и Project Orpheus као два од нови, но доста влијателни бендови во моментов, веќе имаат и турнеи надвор и доста концерти во земјава. Исто така беа доста пати споменувани од страна на фановите на нашиот фан пејдж и така се направи една селекција кај што ќе има на главниот стејдж за секого по нешто, дури и министарке од Србија, тоа е некоја поп турбо фолк атракција од некои згодни женски, ја лично не ги знам, не ги следам, меѓутоа доста вака имаше, како да кажам, притисок. Тие со Северина имаат некоја песна хит. Се со цел да се задоволат сите вкусови. Да се задоволат сите вкусови, имаме и диџеј, неизбежниот диџеј Славе, диџеј Диос и диџеј Глодаракс, кои што ќе ги завршуваат термините во среда, петок, сабота и недела, значи завршуваме со диџеј.
Имаме електростејч каде што ќе има исклучиво само диџеј, повеќе помлади, но некои поискусни имиња од македонската сцена. Пиволент како организација и на другите фестивали се трудиме да остапиме највеќе простор на македонските артисти, на македонските музички уметници. Така и оваа година имаме само 3 имиња од странство, меѓу кои еден кавер на Coldplay. Меѓутоа, сјајното во нив е што не само што ги свират песните на Coldplay, меѓутоа го имаат скинато целиот имидж, изглед, вокалот е многу близко до вокалот на Подготовките до каде се почнавте да ги монтирате стеџовите? Готово, значи бината е монтирана, полека се монтираат штандовите за продажба на пиво, на бла-бла. Колку видови пиво овој пат ќе имаме можност да дегустираме? Мислам дека се повеќе од, не ме фаќате за збор, мислам дека се повеќе од 80 различни видови на пиво, а повеќе од 20 излагачи, домашни и од странство. Мислам дека има белгиски, чешки, холандски пива, мексички пива, српски, бугарски и секако македонските пива. Колку посетители очекувате? Очекувате ли гости од странство? Па да, веќе последниве неколку години стварно е голем бројот на посетителите од надвор од Македонија. Очекуваме стандардно многу посетители. Ние во некој просек вадиме од 60.000 до 100.000 по фестивал. Ти благодарам, Дарко, уште еднаш, а сите вие кои сте љубители на доброто пиво, збирното место го знаете, Скопското кале, почнувајќи од утре од 19 часот, па се до 4 септември. Благодарам и на вас, гледате Сцена на ТВ Нова. Можеби нашите музички звезди не сакаат многу да зборуваат за своите хуманитарни ангажмани, но сепак тие хуманоста ја покажуваат на дело. Еден од тие гестови е вечерашниот концерт на кој ќе земат учество голем број музички звезди, а ќе се случува во Метрополис Арена. Под слоганот "И ние сме хумани", македонската естрада на едно место ќе пее за настраданите во поплавите. Денес вторник со почеток во 20 часот во Метрополис Арената ќе бидат дел од големиот хуманитарен концерт. Голем број на македонски изведувачи од забавната и народната музика со песна ќе се обединат. Дел од изведувачите е Дарко Илиевски, кој на концертите од ваков карактер обично чека покана, затоа што има некое лошо искуство. На неколку наврати сум бил поканет на некои хуманитарни кај што не се знае кој е организатор, ни дали има овластено документи, каде ќе се префрлат парите, што ќе се случува точно. И од тој аспект избегнувам да прифаќам све и свашта, гледам само кај што е официјално и кај што стварно луѓето што ќе се соберат тие пари да завршат на потребното место. Така да овој пат, нели, повеќе од очигледно е дека тоа ќе се случи. И затоа и прифатив и многу ми е драго што ќе бидам дел од таа цела организација. Затоа што гледајќи по она што се случува, мислам дека им е многу потребно на тие луѓе да дојде све во свое место, да се среди целата ситуација. Индиректно, Илиевски бил допрен со оваа природна катастрофа. Да, баба ми живее во тој регион таму и знам дека беше малце така тешко и зезнато. Нема струја неколку дена, па поплави, па чуда, па во тој момент не бев во Скопје и не бев директно инволвиран во целата приказна. Колку на вакви настани знаете да се дружите, да не се видите одамна естрадни уметници, знам дека со повеќето добро стоиш, се дружиш. Какви се тие вечери дружби? Како завршуваат? Завршуваат ли после некаде? Па да, тоа обично сигурно така завршува, мада ја глобално комуницирам со сите мои блиски луѓе што се од естрадата, со тие што соработуваме, ми се лично пријатели и знаеме често да седнеме кафе или пијачка, нешто во она, така да и тоа е една прилика да се видиме и да си размениме што како се случува. Кога би можела да ме сватиш, јас би променил баш се. Тогаш би можела да се вратиш, со мене живот да помине цел. Кога би можел да променам се и ова време да застане. Кога би можела, не можам. Да
Даре имаше и музичка работна агенда ова лето, но не заборави и да се одмори. Па да, имав во Дојран, си поминав многу интересно. Баш се случи да е еден ден после поплавите и знаеш, мене малце така ми беше, викам сега што ќе се случува ваму луѓе, не ми е се едно, знаеш. Пред да почнам да пеам, почна да дува, викам леле сега и овде да не фати некој, знаеш, одма стрес те фаќа. Тоа малце бев у Охрид, некое време поуживав. Таму воедно и работа и уживање. И така, убаво лето ми се допаѓа како помина целава атмосфера, мада уште тече. Да им подадеме рака на оние кои им е најпотребно. Овој пат тоа се настраданите во поплавите кои ги зафатија околните села во Скопје. Несебично македонската музичка естрада ќе пее за нив со цел да се соберат финансиски средства. Билетите се по цена од 200 денари. Тие велат и ние сме хумани, а вие? Овој живот не е фер, не. Следното место кое ќе го погледнете можеби нема да ви изгледа реално, но раката на природата создале на вистина чудесни, прекрасни места во светот. Едно од нив е токму Гетхорд, кое се нарекува Холандска Венеција, село кое се наоѓа во Холандија. Соседите во ова место сидат на гости со кајче. Во светот постојат прекрасни места за кои е чудно да поверуваме дека се реални со оглед на целата убавина која поседуваат. Токму такво место е селото Гиетхорн во северна Холандија, кој изгледа како да е сцена од некоја бајка, но всушност вистина е реално. Во ова село улиците се направени од вода и изгледаат како реки, преку кои жителите секојдневно поминуваат со кајчиња или кајаци. Доколку пак сте расположени за прошетка, истото можете да го направите и по тротоарите кои се наоѓаат веднаш до реката. Многу романтично. Во селото живеат само 2600 жители. Според нив најсилниот звук кој може да се слушне во мирното место е ономатопејата на птиците. Идилично место за оние кои сакаат да се одмораат од градската врева, да ги наполнат батериите и да го исклучат мозокот. Гиетхорн е местото во кое нема патишта и автомобили. До него може да се дојде само преку преубавите канали, пешки или со велосипеди преку дрвените мовчиња. Ова место се наоѓа во централниот дел на Холандија, во природниот резерват Девејден. Локалните жители употребуваат чамци за да дојдат едни до други, а автомобилите ги оставаат надвор од селото. Гиетхорн се поврзува со водени канали долги 8 километри и селски куќички кои датираат од 18 век. Основана е од бегалци во 13 век. Во близина на селото се наоѓа фармата на орхидеите и долината на пеперутките, што ова место го прави паралелен универзум во кој доминираат мирисите, боите на цвеќињата и тишината која ја нарушува единствено звукот на веслата во водата. За крај само ќе ве поканиме да присуствувате на вечерашниот хуманитарен концерт. Воедно ќе уживате и во звуците на македонската забавна музика и ќе донирате за настраданите во поплавите. Веќе од утре сите вие кои сте љубители на доброто пиво, не пропуштајте да бидете дел од овогодинешниот пиволенд. И за крај се надевам дека уживавте во прекрасното место Гетхорд. Довидување од мене, а јас ви закажувам повторна средба утре во 18:40. До тогаш останете со програмата на Телевизија Нова.